Колешке Тренчевска, јас навистина ќе ве замолам малку да намалете со ова ваше доживување. Верувам, сакате да излезете на говорница, сакате да кажете нешто како подпредседателка на партијава, ама навистина намалете го доживувањето. Навистина смешни сте. Мислам дека и колегите тука помеѓу вас се чудат како можете да браните ваш министер, па колешки, ако беше добар Љупчо Николовски како министер во ваше време, зошто го разрешивте? Па го ставивте за борба со корупција, па видовме како се избори со корупцијата, па ајде назад. Колешке, да имавте вие министер за земјоделие како што е Цветан Трипуновски за овие 2 години, немаше да седите во тие клупи таму. И немаше сега да му се заканувате дека за скоро ќе седел таму. Не, вие уште долго ќе седите таму. Како сте залегнати, Бога ми, седите и молчете. Само немојте да мислите дека тука залегнати ќе и се скриете на правдата. Пополека, Николовски, пополека. Вас ве видовме. За 2 години повеќе од 4. Полека, и вие многу сте вознемирен. Зошто? Се плашите од нешто? Се плашите од правдата? Па нели вие требаше да ја воведете правдата во вашите 7 години? Не ја воведовте. Затоа пополека со доживувањата ќе ве молам, ако е можно, и затоа немојте да се заканувате, а најмалку барем вие. Затоа што народот го навикнавте, кога вие нешто кажувате, народот знае дека е спротивното од она што вие го кажувате. Зошто не знам? Не знам зошто, веројатно затоа што сте биле многу добар министер за земјоделие, кој што во целото образложение на интерпелацијата еден поглед не упати кон актуелниот. Не знам зошто. Можеби е тоа моќта на подсвеста, можеби тоа говори во вас дека сте исплашени, дека сега мислите со една интерпелација ќе кажете дека министерот Трипуновски не работел. За 2 години има сработено многу повеќе од колку вие 2 пати по 2 што сработевте. И сега, бидејќи и реплицирам на колешката Тренчевска, сакав да ја прашам што за неа значи скандал. Например, бидејќи го обвини Трипуновски за скандали. Што за вас значи скандал? Да се обелодени некој скандал и потоа што побрзо да се затошка за да се скрие некој партиски војник, или да се обели некој скандал и веднаш да се повика правдата и институциите да реагираат. Затоа ве молам, немојте. Значи, немојте кога излегувате, барем вие размислете што зборувате. Едноставно, колешка Тренчевска се однесува како лани или годинава да се вселила во Македонија. Како да не знае што правеше СДСМ цели 7 години. И ве молам, и кажавте за крај само тоа, ве слушнав, теренот била ваша јака страна. Знаете како стовелат за СДСМ? Барем јас каде што одам на терен. Ниту ве немало, ниту ќе ве има на терен. Затоа седете тука во столчињата и најдобро е да си молчите. Барем вие, колешке Тренчевска. Благодарам.